Добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е инспирирано од влијанието на социјалните мрежи врз младите за кои очигледно не сме многу свесни и се освестуваме некако кога ќе се случи нешто на што не сме биле подготвени, што непријатно не изненадило и не знаеме или не сме баш сигурни како треба да реагираме. Генерализирам, не се однесува на сите, секоја чест на исклучоците, секоја чест на возрастните луѓе кои што се во постојана комуникација со младите луѓе, со своите деца, со учениците, со сите оние млади со кои работат и кои што им се достапни за разговор и комуникација. Доколку ви звучам многу критично, може би сте во право. Сметам дека понекогаш критиката и самокритиката може да доведе до спротиставени мислења кои се секако потребни и пожелни, од кои што може да се донесат разни заклучоци и од кои може да се променат некои работи во општеството и системот во кој сите припаѓаме и кој сите го градиме. Многу често се оградуваме и од општеството, и од државата, и од системот. Некако се амнестираме од нашата одговорност, создаваме впечаток дека тоа е нешто што е таму далеко од нас, заборавајќи дека сите ние го создаваме и градиме ова општество, овој свет кој што длабоко во себе имаме потреба да биде безбедно место за живење на нашите деца, меѓутоа очигледно е дека не правиме секогаш доволно и очигледно е дека понекогаш се плашиме многу од непознатото и го игнорираме како постоечко, или пак се правиме дека многу знаеме, се срамиме да признаеме ако нешто не знаеме, па се правиме дека знаеме. И сето тоа е во ред и јас го разбирам и човечки е и не се амнестирам и не се изделувам. Сепак понекогаш би било убаво да застанеме и да кажеме сите ние сме одговорни, сите ние сме дел од ова, сите ние на одреден начин, свесно, несвесно, од знање, од незнање, придонесуваме некако. После одреден период во кој што сме биле релативно одсутни или релативно несвесни, не значи дека не можеме да направиме нешто. Меѓутоа, за да направиме нешто, прво треба да освестиме што зависи од нас, што не зависи од нас и колку можеме, колку знаеме, кои се нашите начини на справување со различните предизвици во животот кои се разбира ќе се отсликаат и на она што им се случува на нашите деца или на младите луѓе како сакате. Последните настани, предизвиците на TikTok, тоа намерно не го ставив во насловот, не сакам да ги искористувам тие настани за да ми биде гледано видеото, ќе биде гледано толку колку што треба да биде гледано. Може би ова е едно од неколкуте видеа за кои ми е навистина жал што нема да го видат многу луѓе или нема да го изслушаат до крај. Затоа што тоа што имам да го кажам и пораката која што имам да испратам, мислам дека навистина вреди да се размисли, да се дискутира, па дури и да се спротиставите, само да не молчиме, да не ја префрламе одговорноста едни на други, да не се правиме како што многу пати досега сум кажала дека тоа се случува таму некаде далеко од нас, на некои други деца кои што не се воспитани, на кои што родителите не им кажале, кои што не испаднале доволно мудри и паметни, ако воопшто можеме да зборуваме за мудрост на годините кои што тие деца ги имаат во споредба со мудроста која што ние искажуваме секојдневно на истите тие социјални мрежи, имаме 2 пати или 3 пати повеќе години од нив. Можам вака да зборувам и да правам анализи и синтези, да прераскажувам настани и приказни. Меѓутоа најчесто тоа ништо нема да добиеме и затоа нема да го трошам ни своето ни вашето време на тоа. Туку ќе се опитам да се фокусирам на неколку работи. Со години веќе ние не знаеме што гледаат нашите деца на интернет и што прават. И пак велам, генерализирам, зборувам за дел од нас, да не речам мнозинството, за да не се почувствувате навредени. Им ги даваме телефоните на нашите деца во рацете за замена на времето кое што треба да го поминеме со нив, затоа што имаме работа, затоа што сме изморени, затоа што сме дефокусирани, затоа што правиме нешто друго што е многу важно. Имавме една пандемија во која и ние родителите, и ние наставниците, сите заедно ги седнавме децата пред екраните. И така 2 години нашите деца седеа по 5-6 сати пред екраните и ние се правевме дека тоа е во ред и дека тоа е нормално. Среќавам мали деца, бебиња кои што плачат во автобуси и на кои што родителите, а понекогаш дури и патниците им даваат телефони за децата да не плачат. Ние возрастните некако сме прилично конфликтни луѓе. Многу често се однесуваме едни кон други арогантно и грубо. Ако не ми верувате, прошетајте во
маркетите, во институциите во кои што треба да завршиме нешто. И независно дали се тие вработените или ние кои што ги користиме услугите, често знаеме поради некои наши фрустрации, поради чекањето автобуси, мањето ниски плати, незадоволниот семејниот живот, статусот во општеството и кој знае уште од што, да го исфрлиме својот гнев или лутина на другите во редот, на тие на шалтерот, на тие пред шалтерот и од некои ситуации кои се сосем небитни, мали, неважни, дел од секој дневието, да направиме цели драми и да изнакажеме и да изслушаме и што треба и што не треба. Нивото на гнев кој што секојдневно го истураме на социјалните мрежи. Мрежите кои што ги поседуваме и ги користиме секој на свој начин, онака како што знае и уме, написите на порталите и текстовите кои секојдневно се споделуваат, интервјуата во кои што никој веќе не внимава што спорува. Нашите млади луѓе имаат чудни идоли кои ние не ги разбираме, идоли кои не ги знаеме, учат од интернет, односно од нивниот трет учител или родител, како сакате, од оние кои што го исполнуваат голем дел од времето. А ако не ми верувате, каде и да излезете, ќе видите дека не само младите, туку и возрастните се постојано со телефон во раце. И додека чекаат автобус, и додека се возат во колите, и додека седат во кафичите и рестораните, постојано се вртиме во тој круг. Стануваме робови очигледно на модерната технологија. Битно ни е какви телефони и лаптопи имаме, а се помалку ни станува битно како зборуваме, што зборуваме, кому зборуваме, како се однесуваме, како го изразуваме својот гнев, својот бес, својата лутина, колку се заземаме за она што е битно и колку се трошиме за она што е небитно. И потоа се чудиме со што ни се вакви децата и се обвинуваме едни со други. Јас ги бидам на страната на децата, затоа што тоа ми е долг, тоа ми е работа, тоа ми е и избор да бидам на нивна страна и да се обидувам да ги разберам колку што може повеќе и работејќи и разговарајќи со деца и со млади. Години наназад. Многу често имам чувство дека многу е полесно да се разберам со младите отколку со повозрастните. Како сакате разберете ме, јас паѓам во таа група на возрастни луѓе на кои што животот направил рани, оставил лузни. Меѓутоа наша задача е тие рани, тие лузни да ги лечиме, да ги исцелуваме и да знаеме од каде се, зошто се и што сме научиле од тоа, а не како оправдание за нашето однесување. Нашите деца се добри деца, нашите деца се паметни деца и би било убаво малку повеќе да веруваме во тоа, за да можеме да разговараме повеќе со нив, да бидеме поотворени, да бидеме пореални, да бидеме поблиски, колку што можеме и умееме се разбира, да бидеме повеќе тука за нив, повеќе да ги слушаме, ама да ги слушаме фокусирано и концентрирано. И снимав и за ова видео. Имам потреба да го споделам своето мислење, да го кажам тоа што го мислам и што го чувствувам. И стојам за тоа со сите години кои што сум ги вложила, посветила на работа со млади луѓе. И најодговорно тврдам дека децата се огледало на родителите, огледало на општеството, огледало на се она што секојдневно ми се случува, го правиме и го живееме. Изгледа забораваме дека понекогаш треба да се огледаме во нив и да се видиме таму себе си и да го видиме нашето залагање, нашето воспитување, како ние разговараме, како ние се однесуваме, затоа што тие се, ако сакате вака најсурово наш производ, се разбира дека тука има влијание средината, околината, училиштето, другарчињата. Сепак во мојата утопија најголемо влијание би требало да има семејството. А што се случува со македонското семејство и не само со македонското се разбира, сите знаеме и многу често затвараме очи и се правиме дека ни е добро и се правиме дека нашите роднини, соседи и пријатели имаат убав, совршен, идеален живот, дека немаме проблеми, дека не ни е потребна поддршка, дека не ни е потребна помош. Не учеле да бидеме јаки, силни, не учеле да не покажуваме емоции, не учеле да трпиме, да издржиме. Меѓутоа, тоа што е вистина, нашите чувства, нашите проблеми, она што го носиме како тежина, како темнина, не може да се сокрие. Длабоко чувствувам дека поминато е времето на силните, јаките, бестрашните, совршените, најдобрите, прекрасните. Ова е време во кое што сите информации се толку брзи, толку лесно се забораваат, во кој животот е со убрзано темпо, па на крајот на краиштата и никому не му е гаље.
какви сте вие и каков е вашиот семеен систем и што сте направили и до кај сте стигнале. Нас, сите поединечно, треба да ни е гаѓа, односно треба да ни е грижа. Како ние се чувствуваме, што правиме, како живееме. За нас, за нашите семејства, за нашите деца. Да бидеме многу поемпатични, многу посвесни, многу поприсутни во своите животи и во животите на најблиските. Затоа што нити е наша работа другото, нити имаме време за тоа. Ние возрастните се уште не сме дораснати да преземеме одговорност за своите грешки и пропусти, а очекуваме тоа да го прават децата и младите. Очекуваме да умеат да споруваат, очекуваме да умеат да покажуваат емоции, очекуваме да бидат културни, емпатични, свесни, иако моделот кој што им го покажуваме не е секогаш таков. За жал, како што кажав, немаме секогаш време да покажеме нашата добра страна, да вложуваме во себе, да работиме, да посветиме време на она што е важно. Нашите деца, нашите млади луѓе, нивната потреба за разговор, нивната потреба за разбирање е потреба која што треба да ја ставиме над се друго. Времето кое што го поминуваме со нив треба биде најважно. Многу пати кога зборувам вака, некои други возрастни ме прашуваат или ми коментираат дека не нудам решение или ме прашуваат кое е решението според мене или нудат разноразни решенија, забрани, казни, исклучување на мрежи, на телефони, одземање и така натаму. Сме заборавиле дека сме биле и ние млади некогаш и дека отпорот раѓа само отпор, недовербата, недоверба, насилството раѓа насилство. И дека сепак ние сме тие кои имаме толк, обврска и привилегија да вложуваме во нивната иднина со тоа што ќе работиме на сегашноста и воспитувањето, грижата, љубовта, емпатијата, разбирањето, времето кој што треба да им ги посветиме и дадеме ним да се приоритет. И покрај тоа што сум свесна дека многу малку време имаме, но и од тоа малку време, ако е секојдневно, ако е континуирано, можеме да го вложиме во она што ни е, се надевам, најважно. Нашите деца, нашите млади луѓе, да имаме повеќе трпение, повеќе разбирање, повеќе емпатија, да се обидеме да ги чуеме, да ги разбереме, да учиме од нив и да се движиме заедно со нив, затоа што и ние сме дел од ова време во кое што тие живеат и да не дозволиме времето целосно да не прегази и да се држиме строго за она што било пред 30 години. Често се прашувам, а ги прашувам и некои своји пријатели или колеги, дали тоа време пред 30 години било подобро само заради тоа што ние тогаш сме биле можеби на нивните години или сме биле млади и дали сите квалитети и вредности кои што биле одлика на тоа време, кои што нам ни ги пренеле нашите баби, дедовци, родители, старатели, сме им ги пренеле ние на нашите деца. Дали сме изградиле нови, дали сме имале доволно време и трпение. Решение немам, затоа што ова е на општествено, на глобално ниво. Постојано слушаме непријатни вести, постојано сведочиме на некои наслови кои се темни, шокантни, предвидуваат катастрофи, живееме во некоја дистопична реалност, се плашиме, се заплашуваме едни со други, се закануваме, шириме гнев, омраза, зборуваме за насилство секојдневно, а не признаваме дека сите во себе го носиме тоа насилство и сите на различни начини го изразуваме и го покажуваме. Или го потиснуваме длабоко во себе, што не знам што е полоша. Ја префрламе одговорноста на други, немаме време, немаме трпение, станати сме некако себични. Јас се сакам себе си, сите други не се битни, нешто што е одлика на ова ново време, што се должи и толку популарниот нарцизам и манипулација, кои постојале од секогаш и кои што се одлика сепак на едно време, на едно општество и на едни луѓе во кои што припаѓаме и ние. И се додека упорно се оградуваме од се што ни се случува секојдневно, со идеја и желба дека јас не сум таков, мене тоа нема да ми се случи, јас сум подобар, јас не ги учев моите деца така, тие треба некако сами по себе да знаат, да умеат, да бидат паметни, јас мојата работа си ја завршив, па тие се возрастни, па треба да бидат јаки, силни, па мене кој ми кажуваше, па со мене кој седеше, ќе стануваме се подалечни едни од други и понатаму фокусот ќе ни биде на необитни работи од секојдневието. И се додека не си признаеме кои се нашите мани, слабости, каде погрешивме, што не направивме за однапред. Иако не е фер, ќе префрламе одговорноста за се што ни се случува на некои други таму, на некое општество,
на некоја држава која што без нас, односно без сите нас не постои. Ние го изградивме светот во кој што живеат денес нашите деца. И тоа е нашата одговорност. Ние, нашите генерации, ги создадовме мрежите кои денес сакаме да им ги забраниме. Ние ги научивме да се однесуваат така како што се однесуваат со лични примери. Сакале да си признаеме или не. Ние се труеме себе си на разни начини, со разни информации и потоа ги труеме и децата, директно или индиректно, крајно неважно. Тие сведочат на се ни што поминуваме ние и го гледаат сето на што го крием. И како што кажав, немам решение. Не ова еден проблем не е создаден вчера, не е ништо што се решава преку ноќ. Би било убаво малку повеќе да се слушаме, малку повеќе да се видиме, ама навистина, малку повеќе да си признаеме на себе си кои сме, каде сме, до каде сме, што знаеме, што не знаеме, што можеме, што не можеме, што сме погрешиле, што сме направиле, како што сме мислеле дека треба, да си простиме себе си ако е потребно, да им простиме на другите и да се обидеме во условите во кои што се наоѓаме подобро да се разбираме едни со други. И може би еден човек нема да промени ништо, меѓутоа ако сите го повторуваме тоа, никогаш ништо нема да промениме. Само малку повеќе да сме свесни за сопствената одговорност, за она што е наша работа, за нашите животи и за животите на оние кои навистина ни значат. Понекогаш, од ваквите предизвици, челенџи популарно наречени, од секојдневието во кое што ги занемаруваме некои работи, затоа што не ги разбираме, затоа што не се обидуваме да ги разбереме, затоа што се правдаме дека немаме време, настанува многу штета и кога штетата ќе се го покаже своето вистинско лице, зачудени сме, изненадени како од снегот во зима, и се прашуваме, односно не се ни прашуваме, туку се обидуваме брзо да се истресеме себе си од одговорноста и да ја префрлиме на другите, а одговорноста е наша, на сите, во улога на родители, во улога на учители, а да не забораваме, сите ние сме во улога на нечии родители и во улога на нечии учители, на ваков или таков начин, помалку или повеќе во одреден период од животот. И ако не ни се допаѓа она што е дел од овие улоги одговорности, тогаш да преземеме нешто да го промениме. Сега засега е така како што е и сега засега одговорноста за децата и за младите луѓе ја имаме ние, родителите, нивните учители и сите ние како општество во кое што живееме сите заедно треба да ги користиме бенефитите на она што сме го создали и скреирале, што го одржуваме, заедно да ја преземеме одговорноста, заедно да ги лоцираме слабостите и да работиме на тоа. И за крај уште еднаш, одговорноста за сегашноста на нашите деца е само наша. Нам ни припаѓа, на возрастните луѓе. И од тоа не можеме да побегнеме. Би сакала, како што реков ова видео, да го чуе повеќе луѓе. Би сакала да предизвикам и отпор, и спротиставени ставови или потреба за размислување, меѓутоа во контекст на се што кажа во видеото. Јас ја преземам одговорноста за она што го кажувам, а вие ја преземате за тоа што ќе го чуете и за тоа што ќе ве инспирира, односно ќе го пробуди во вас. Посакувам се најубаво и ве молам, најдете малку повеќе време за децата, за младите, независно дали е тоа доволно, дали во моментов се буди нешто во вас и мислите дека го знаете тоа, дека не треба јас да ви го кажам, дека правите се што знаете и знам дека е така. Меѓутоа, секогаш може повеќе, секогаш може подобро и секогаш може да учиме, да се развиваме, да шириме свеста и да го отвараме умот. Ви благодарам многу.